Ново издание на Фолк Ексклузив. Ви посакувам добро вечер. Како и секоја емисија, така и оваа започнуваме со топ-листата. Да погледнеме. Предлог број 1. Елена Велевска. Црно и бело. Предлог број 2. Маријан Коцев и Дрим Тим. Крал на жените. Врела крв во вените, јас сум крал на жените, виното и песните. Врела крв во вените, јас сум крал на жените. Предлог број 3. Миле Кузмановски, Шприца. Измешај среќа и малку тага и научи го срцево да не оди по нејзина трага. Како шприце животе мој, измешај среќа и малку тага и научи го срцево. Предлог број 4. Сани. Можеш само ти. Секој дор ме проподнува, ти ме пушташ пак, сама да си излеза. Цела вечер ме гледат, само ако претерат, минут за стиси, никој нема право да се приближи, никој освен ти. Успешна музичка естрадна звезда и згодна мама. Се прашувате за кого станува збор? Погледнете го ексклузивното интервју со Елена Велевска. Добар ден, драги гледачи. Денеска на моје огромно задоволство Елена Велевска. Здраво, лепотица. Здраво. Како си? Добар ден на сите. Јас сум одлично, штото го дојдов во Скопје и после ова тропско лето би кажала дека редно е малку да здивнеме и Да се приберем. Да. да влеземе. Така е, кажете ми каде бевте летова, дали одморивте негде или цело време работно беше? На почетокот од летото имав можност една недела да отпатувам со моето семејство на одмор за Грција, бидејќи тука ни е најблиску за дечињата. Инаку ова лето е едно од моите ангажирани, би рекла, најажурно поминав ова лето и тука беа гостувањата, свадбените прослави, приватните забави, гостувањата и тоа. Така е. Кажете ми фамилиарна. Жена, супруга, мајка на 3 дечиња. Да. Така е. Која од дечињата ќе оди по стапките на мама? Па јас ги гледам девојчињата, како Софија, така и Калија. Нивниот темперамент и желбата, љубовта кон музиката и кон глумата е тоа што го гледав од моите рани желби или хоби, би кажала, бидејќи навистина сакав да одам по оние училишни секции, тоа истото го има наследено и Софија, како што гледам сега е второ одделение и веќе таа почна во малата на низините другарчиња, на нашите комшичиња, почна веќе да држи концерти. Да, концерти, така да секоја вечер имаат понекоја представа, од кој што доаѓа дома само се пресоблекува и заминува повторно на настап. На настап, Да. така, значи секој настап различна облека како мама, така? Да, сериозно го има спатено детето. Така па заработува тоа реално. Говорит, кажете ми каде настапувате во овој момент? Во моментов имам гостувања сега. Во една викендашки имам и приватни свадбени прослави.
следува и Неготинскиот панаѓир, кој што ќе биде 20, 21, 22 заедно со Јоце Панов сме во Неготина во Хотел Парк. Од тоа што имаме повторно имам неколку свадбени прослави и на 6 октомври заминуваме на турнеја со Energy Band за Канада и за Америка. Уште убаво. Колку време таму ќе бидеме 3 недели, во кои што 3 недели се најавени многу концерти, бидејќи во тие 3 недели треба да ги направиме концертите и во Канада и во Америка, така да сигурно ќе биде фул и ќе нема време за одмор, ќе биде еден работен период. И после враќањето имаме еден предновогодишен период тука во Македонија. Ќе се вратам на крајот од месец октомври, ноември и декември. После на 20 декември заминувам на турнеја за Австралија. Повторно истата екипа, ете по втор пат, бидејќи минатата година бевме заедно со Energy Band. Се покажа многу успешна турнејата и на барање на публиката во Австралија. Ете, менаџерот сакаше истата комбинација добитна да ја искористи и по втор пат одиме заедно за новогодишните празници, каде што таму ќе биде летен период, така да ќе ја избегнам малку зимата. Браво, супер, одлично. Кажи Милана, кој се грижи за вашиот изглед? Па да ви кажам, посетувам јас козметички салони, но она што најмногу треба да го прави е самата жена, бидејќи секогаш треба жената да се негува, како да се земе нејзината коса, нејзината кожа, нејзините ногти, секогаш жената треба да е средена, јас викам, најбитна е внатрешната убавина според мене. Така да, како што ќе го замислиш физичкиот изглед, јас викам, убавината кај една жена е во нејзината интелигенција. Како и во секој маж, така и во секоја жена. Значи, интелигентна жена, јас мислам дека не може да не е убава. Точно така. Кажете Милена, колку пластични операции имате направено на себе? На себе направив само на наградите и на устните, но тоа веќе имаше трајност, така да сега веќе изминува. Беше со трајност од 9 до 12 години, веќе 9 години се поминати. Така да веќе за сега не, значи јас сум многу задоволна од тоа што го поседувам. Во последно време еве кога можам одам во фитнес клубови и тоа навистина ми годи. Летниот период е многу тешко да го задржиш ритамот и темпото, но мене навистина малку ми треба за да ја истакнам мојата силуета, бидејќи постојано сум во движење, во брзање и обврските кон децата, кон работата, самото тоа допринесува да сум стегната и да сум силна жена. Скулите да се затегнат. Трче по едно, трче по друго, трче по трето. Во ред. Ајде сега кажете ми нешто, има нешто ново, нешто да чуеме од вас. Ново е тоа што оваа година ги занемарив фестивалите, евентуално би настапила на Роса фестивалот, се уште го договараме терминот, мислам дека ќе бидам тука тој период. Инаку се откажав од Охрид фест, од Фолк фест Баландово. Зашто? Така да мислев дека оваа година треба да прескокнам и па бидејќи минатата година ете на Баландово имав прекрасна композиција Срце бакшиш ке ти дадам, кој што одлично ја прифати публиката и според мене и според сите оние кои што беа таму и видеа што се случи со телевоутингот, мислам дека заслужуваше да биде наградена самата композиција, но јас викам ако некој не знаел да го забележи моето присуство, сакам да го забележи барем моето отсуство. Така, значи вие сте разочарани од Па разочарани. Во оваа држава има многу работи кои што сте разочарани на некој начин, но јас викам најтешко е од Македонија да се биде некој нешто. За надвор од Македонија е навистина многу полесно да се успее, бидејќи секогаш државата стоела зад за разлика од Македонија, зад квалитетот и многу е лесно да се спакува еден производ било каде надвор од границите на Македонија, но најтешко е мислам во Македонија да се покаже тој квалитет, да се задржи и да е прифатен од публиката. Па јас можам да кажам дека вие сте веќе успешна. Да. Затоа што тука сте веќе прифатена од публиката. Па мене беше и тоа поентата, значи да направам, да изградам бренд и име, да ме запознаат по
тоа што го поседувам и да ми е признато кај мојот, кај сопствениот народ. А за надвор од границите, навистина, кога сакам, можам да појдам и да правам кариера, но од една страна некогаш се прашував дали тоа би било контраефектно, бидејќи сите нашинци низ диаспората сакаат да ја слушаат македонската песна, а не да го промовираме се уште она што веќе изумрело со генерации наназад од времето на југословенската сцена и сега ние да го форсираме, така да јас стојам како голем патриот во Македонија и си ја сакам македонската песна, сакам да ја цениме, да ја прифатиме и колку што можеме да ја зачуваме и да се држиме меѓусебно. Се враќаме на остатокот од плейлистата, а вие не заборавајте, гласајте на весело.мк. Број 5. Владко Милодиновски. Кате. Zemaj, kate da skalče, dolele nego zemaj, kate da skalče, dolele kate da skalče to, kate kuđane, malele da skalče to. Предлог број 6. Стојна Николова, Бакнина. Srce čuka prebrzo, vljubena sum vo tebe, ludo najludo. Bakni me, srce čuka prebrzo, v obraz ne se važine, moje najmilo. Предлог број 7. Наум Петревски, Оди звездо. Odi negde skasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Предлог број 8. Ирина Спасовска, Гордоста ти врие. Stisni zavimaški, izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Gordosta ti brije, belosna ne krije, stisni zavimaški, izdrži. Ako ne ti odi, nemoj ne se bori i do mene, pa ti provedi. Предлог број 9. Даниела Темилкова, Не се нададе. Onova što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Aj sega, aj da te vidim, sonova što ja da pitam, biser je za suntivo raka, priznaj me za saka. Предлог број 10. Зуица Лазова, Тајно моја. Neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, neke zora, neke obraz da mi pogali, neke sonce da me razdeli, štom sa nego ne sum jaz, neka potom. Можете да гласате на весело.мк. Нетрпеливи сте да дознаете уште нешто интересно од разговорот со Елена Велевска. Ви предлагаме да погледнете. Елена, да тргнеме си на страна за фестивали, за било што. Кажете ми дали во Македонија публиката ја почитува македонската музика? Јас мислам доколку Дали вашите фанови? медиумски простор доколку добиеме повеќе, многу повеќе ќе се почитува. Фановите да, но некогаш, за разлика од сега, јас мислам дека се имаше многу повеќе респект кон естрадните уметници. На денешницава не е така, иако јас се соочувам со различни карактери, луѓе среќаваш на самите настапи, на самите организации. Некогаш мораш да премолчиш, бидејќи треба да си го земеш, да си го подвинеш хонорарот, да поминеш преку се и да се направиш глуп или слеп и викаш ајде ќе помине, ќе се истрпи оваа вечер, но мислам дека ние многу заслужуваме повеќе, бидејќи со тоа што сум гостувала со многу звезди од надвор од нашата земја,
многу повеќе се ценети и многу се поголеми нивните хонорари за разлика од нашите, а пак за возврат квалитетот е многу полош од она што ние го имаме. Така да ние имаме навистина одлични имиња докажани овде, кога ќе тргнеме од еден Наум Петревски, докажана легенда, Зуица Лазова, Благи Сузана Спасовска, Виолета Томовска, Анета Мицевска. Така да имаме многу пејачи, но верувајте дека сите ние, ако посериозно ја сватиме музиката и ако си ја чуваме, и ако се доволно ја рекламираме, ќе добиеме многу повеќе, бидејќи ништо од страна не е толку поголемо од нас. Така е, зашто не се рекламира македонската музика? Зашто се повеќе бегаме од македонската музика, а се повеќе музиката што е надвор од нашите граници се рекламира во Македонија? Имав можност да гледам една музичка емисија, нема да спомнам која беше, и бев толку нервирана, да кажам, и запрепастена од тоа што во емисијата се испеа 10 композиции српски, песни кои што навистина му поминала и мода и не се во тек и во тренд, а наши композиции не знам јас каде замислуваат луѓето да ги слушаме и да ги рекламираме, да ги промовираме, и тоа е навистина жално да остане така. Според мене, апелирам до сите пејачи кои што си ги имаат собствените песни, да не се срамат од тоа, и со тоа да ќе се допринесе да како што ќе се рекламираат и промовираат, така и ќе се подигне на еуфорија и како секој пејач ќе гледа, ќе те доживува како конкуренција и ќе се бори за своето место, ќе сака да продолжи да снима и да биде над некого, и со тоа навистина ќе се створи една револуција и ќе се допринесе да се подигне јавната свест, ако ништо друго, тоа е пред се. Така да само со задржување, со стоење зад тоа што го имаме и со маркетинг би се допринесло за поголем успех. Така е. Елена, фала ти многу што ни одвои 15 минути за интервју да ти направам. Се надевам дека ќе се видиме во студио, ти посакувам многу среќа и секогаш да ми бидеш убава. Ви благодарам и јас на поканата, ги поздравам сите кои што гледаат оваа емисија, ви посакувам многу успешен циклус и поздрав до сите, слушајте македонска убава музика. Со ова интервју ја кронисуваме денешната емисија. Не заборавајте да слушате македонска народна музика и да гласате на veselo.mk. Ви посакувам пријатна вечер.